Денеска сме овде пред бараката 16 на градот Скопје да најавам едно од изборните ветувања и она што го ветивме на граѓаните во изборната кампања, имено од следната недела, бараката 16, она во која што граѓаните имаат најголема потреба за вршење на собствените услуги, ќе започне со двосменско работење, започнувајќи од 7:30 часот наутро до 19:30 часот наутро. Ова е местото каде што граѓаните на Скопје најчесто комуницираат со градот Скопје и имаат потреби за задоволување на неопходните активности нивни. Ќе има две паузи во текот на работењето, и тоа во првата смена од 11:30 до 12 часот и во текот на втората смена од 14:30 до 15 часот. Работиме интензивно веќе на подготвување на еден реален едношалтерски систем во кој што граѓаните ќе можат оние активности кои што се врзани и со градската администрација да ги обавуваат и на шалтерите на централната власт, меѓутоа и на општините во градот Скопје, со цел да услугите кои што ги дава градот Скопје бидат транспарентни, едноставни, лесно достапни за секој наш сограѓанин. Ова е почеток на работење на новата градска администрација. Очекувам дека во брза иднина и ќе бидете запознаени со активностите кои што ги превземаме со цел да подобриме услугата и транспарентноста на градот. Благодарам, повелете прашање. Има ли промена на цената на автобуските билети во ЈСП? Има сериозна потреба за интервенција во системот на вадење на билетите. Тоа е нешто што ќе го воспоставиме по превземањето, односно именувањето на новите директори на јавните предпријатија. Очекувам дека во блиска иднина тоа ќе се случи и целокупниот режим на јавниот градски превоз и во смисла на цената, меѓутоа и во смисла на поразличен вид на услуги кои што може тоа јавно предпријатие да ги пружи на граѓаните, ќе бидат имплементирани многу брзо. Градоначалник, размислувате ли да го забраните движењето на возила до Среднов однос, особено за време на викендите? Знаете, измедниот викенд голем број граѓани на социјалните медиуми се жалеа дека наводно е хаос од паркирани автомобили. И второ прашање, дали ќе ставите крај на паркирањето автомобили на пешачките зони? Центарот на градот Никола Вапцаров и улиците околу хотел Јадран се преполни со испаркирани возила, пешаците не може да поминат. Веќе е разработен еден план за сообраќајно решение за водно во соработка со јавното предпријатие, пак кажувам, тоа е врзано и со персоналните промени со цел да се имплементира што е можно поедноставно. Очекувам дека за викендот некаде после 15 тоа ќе може и да го имплементираме. Велам очекувам, се зависи од превземањето на јавното сообраќајно предпријатие заради посветена соработка на тоа јавно предпријатие со градската администрација. Начелно ќе има два пункта од кои што ќе поаѓаат посебни градски линии. Едниот е кај паркингот кај Нова Македонија, другиот е кај катната гаража Карчимак Петрол, а режимот за сообраќај, односно поминување на автомобилите, би се затворил кај новиот пат за Сопиште што е пробиен, така што граѓаните ќе можат и да ги паркираат своите автомобили на безбедно место и да ги користат услугите кои што ги дава јавното сообраќајно предпријатие како би можеле да стасаат доводно. Во периодов кој што ни предстои ќе дојде до целосна реорганизација на паркирањето во рамки на потенцијалот и инфраструктурата која што постои, меѓу другото тоа ќе опфаќа и постепено заради недостаток на инфраструктура ослободување на тротоарите за паркирање на автомобилите во централното градско подрачје, како и целосна регулација на режим каде може и каде не може да се паркираат возилата и ќе го воведеме со тек на време резиденцијалното паркирање за луѓето кои што живеат таму како единствен начин на паркирање во определени зони од градот. Какви мерки ќе се предземат за загадувањето? Бидете трпеливи, денеска е само 8-миот работен ден откако јас ја превзема функцијата градоначалник. Во текот некаде после 15-ти ќе биде промовиран целосниот план за она што може да се превземе во текот на оваа сезона која што кажавме ќе биде исто тешка како што беше и минатата. Најавив и веќе ги работиме во целост и ќе биде благовремено најавена големата акција за чистење на Скопје пред
да започнат мразовите со цел да го исчистиме градот. Има низа други мерки кои што не подоцна од 10 дена од сега ќе бидат презентирани на граѓаните и ќе ги повикам и граѓаните да земат сериозно учество во таа една акција. Од пролет ќе почнеме со добро организирана и осмислена акција за зазеленување на градот. Дел ќе искористиме за зоната колку што дозволува сега во текот на месец на ноември. Меѓутоа главното организирано справување и садење на зеленилото започнува од оваа пролет. Една од мерките што ја размислуваме тоа е скалесто покачување на паркирањето во центарот, за ова зимо зборувам, визави намалување на цената на јавниот билет, се додека не дојдеме до состојба на целосно бесплатен јавен превоз во текот на денови на интензивно загадување со многу скапо паркирање на возила во централното градско подрачје. Па беше половично презентирана информација од страна на мојот претходник, а тоа е дека градот бил оставен полн со пари. Точно на денот на превземање на должноста градоначалник, на тековната сметка на градот имаше околу 850 милиони денари. Меѓутоа, заклучно со 15.10.2017 година беа склучени договори и превземани обврски во висина од 2 милиарди и 850 милиони денари. Што значи, тоа е сега дел и предмет на анализа на администрацијата, да видиме што од тие склучени договори не мора да се реализираат или во кој обем ќе може да се намалат трошоците, за да тие минус 32-3 милиони евра, што е можно бидат помалку, да бидат намалени, за да не ни се случи да градот идната година ја работи за договорите кои што Никола Груевски ги има склучено во градот Скопје. Каква е состојбата со вработени во град Скопје? Дали имате податоци, дали има превработеност? Градот Скопје има некаде заедно со пожарникарската единица околу 650 вработени. Не е исполнета систематизацијата, меѓутоа е таквата постојна систематизација преобемна на известни критични места имаме неквалификуван кадар или немаме вработени кадри, како што е, например, комуналната инспекција, која што опфаќа и еколошки надзор и надзор врз дивите депонии и палењето на диви огнови. Тоа е нешто за кое што во среда веќе имаме состанок со Министерството за заштита на животна средина и општините во градот Скопје со цел да дадеме ингеренции на што е можно повеќе луѓе во функција на инспектори во престојното зимо да спречиме формирање на нови диви депонии кои што се палат и кои што придонесува за загадувањето на воздухот. Значи имаме генерално администрација која што во добар дел е и неквалификувана за потребите кои што во моментов ги има градот, и тоа е нешто што среднорочно ќе се обидеме да го надминеме.